Дојран бара средства од повеќе меѓународни фондови и амбасади за да се стави во функција фронтовата линија од Првата светска војна која изминативе години е често посетувана од странски туристи. Станува збор за линија долга десетина километри, каде се наоѓаат десетици бункери и ровови од Првата светска војна, локација каде се водиле битките помеѓу англичаните и французите со централните сили предводени од Германија. Иако сега во моментов немаме ништо таму направено, секако дека доаѓаат такви туристи, посебно од Бугарија, од Англија. Французите се помалку бројни, меѓутоа секоја година, посебно периодот од септември до октомври, најбројни посетители се англичаните и бугарите, со ставањето на одредени други обележја кои што ги направивме во изминатиот период. Очекувам голем налив на бугарски туристи и на англиски туристи, така што сето тоа го правиме за добивање на плюс туристи во Дојран надвор од летната сезона. На иницијатива на градоначалникот на Дојран Ангов, неодамна имаше состанок со представници на амбасадите на Франција, Бугарија, Министерството за одбрана, воениот и струмичкиот музеј, за да се најде начин како фронтовата линија биде достапна за посетителите. Се формираше и координативно тело. Токму таа и беше целта на таа средба, односно формирање на координативно тело кое што ќе почне да управува со тој проект, односно ќе ја развие идејата за како да се стави во функција таа фронтова линија, односно да се изнајдат начини, изработка на одредени проекти, наоѓање на начини за добивање на финансиски средства за ставање во функција и односно добивање на една друга содржина која што ќе ни донесе туристи надвор од летната сезона, односно расширување на сезоната. Така што со тоа заложба, со ставањето во функција на фронтовата линија. На Дојран на фронтовата линија, освен многуте бункери и ровови од Првата светска војна, под Каля Тепе се наоѓа Фердинандовата чешма, споменик изграден од бугарската армија во 1916-та, но и спомен плоча на паднатите војници од 22-та англиска дивизија.